Авторка на 8 книги и инфлуенсерка, текстописец на текстови на познати музички имиња. Основач на платформата Woman Better World, девојка која за прв пат отворено проговори за битката со неплодноста. Ксенија Николова, гостинка во ова издание на Трилинг. Ксенија, како писателка најпрво, како успевате своите емоции совршено да ги преточите во зборови? Па, мислам дека тоа некако е прво мој начин да се запознавам сама себе, да се исчистам сама себе, нели првенствено го пишувам тоа и сум го пишувала несвесно кога не сум ни знаела дека еден ден ќе го работам тоа, за себе, за мене да ми биде полесно. Едноставно сум наоѓала некој канал во пишувањето кој, да речеме, ми помагал да се чувствувам подобро, да си олеснам, да си помогнам, да се разберам себе. И сега низ годините тоа преминува во работа која што веќе е и рутинска, и техничка, и навика секако, и професионално стекната низ годините, и некои работи кои ги учиме низ работата за како подобро да го правиме тоа. Но првенствено е од љубов кон тоа да си ги искажам некако своите емоции, и ете пишувањето ми помагало во тоа. Зад маските е еден од вашите романи. Што се крие зад маската? Зад маските е роман кој што раскажува приказна за 4 жени кои ги живеат своите навидум совршени животи во Њујорк и што се случува зад затворените врати на нивните навидум идеални животи. Зад маските е приказна со која многу луѓе се поврза и не сум изненадана поради тоа, затоа што сите ние имаме некои страни од нашите животи кои сакаме да ги сокриеме, па дури наивно мислиме дека ги криеме, за на крај сите тие лаги кои самите себе си ги кажуваме секогаш да не стасаат, нели да не стигнат и да се претворат во нешто од кое или ќе научиме многу или нема да можеме ни да побегнеме. Во овој роман зад маските се отвора голем безброј на прашања. Дали во битката, во трката по пари, по среќа, по задоволство, всушност стануваме егоцентрични? Не само што стануваме егоцентрични, туку стануваме и уште позагубени, уште помизерни од тоа какви сме биле кога сме немале ништо. Тоа е илузијата. Но центарот на суштината не е само трката по пари, туку трката и по тоа некој да не спаси. Дека постои таму некој кој што ќе не спаси од нашата беда, од нашата тага, од нашите проблеми и дека животот почнува одново со тој некој наш спасител, за на крај да сватиме дека никој никого не може да спаси се додека не решиме прво самите себе си да се спасиме, односно ние мораме сами со себе да бидеме искрени, а потоа се друго доаѓа како резултат на тоа. Што значи денес да си човек пред се во Македонија? Да си човек. Па јас мислам да си човек кој вистински живее, значи да живееш во сите бои. Баш и тоа беше и суштината на најновата моја книга Секој цвет има свое време, која што е 201 цитат за сите нијанси на животот. Да го прифати животот со сите негови нијанси, да не бегаш од ниједна нијанса и да сватиш дека сето тоа е дел од колачот наречен живот и треба буквално да го искушиш целосно за да знаеш дека вистински си живеал. На секој агол на улицата чувството на апсурдност може да го погоди секој човек во лице. Алберт Ками, филозоф, писател, нобеловец. Да, многу интересно. Апсурдот е дел од нашето секојдневие. Јас секојдневно, не секојдневно, но често се начекувам сама себе како сум дел од својот апсурд, како сама себе понекогаш се побивам за многу работи. Но истовремено нема поголем апсурд и од самиот живот. Тенка е границата помеѓу среќата и несреќата.
Зошто толку малку фали од среќен да бидеш несреќен и обратно? Затоа што не може едно без друго. Не може едно без друго. Нема среќа која што во своите сегменти не содржи тага и нема тага која во еден момент не се претвара во некаква си друга форма на искуство и не учи уште повеќе да ја чувствуваме среќата. Тоа оди заедно. Всушност тоа е и поентата, дека не можеме да очекуваме живот кој што е со една димензија, со едни емоции, со едноличност. Тагата и среќата и сите тие емоции се тесно поврзани. Вие констатирате во една прилика, не може да изградите среќа на туѓа несреќа. Дали живееме во свет на илузии? Живееме во свет на илузии и мислиме дека правдата на прв поглед не постои, но постои нешто што е поголемо од правда. А тоа е, како сакаме да го наречеме. Тоа е Бог, тоа е карма, тоа е нешто што стасува, што не стигнува сите и ние тоа го забораваме и мислиме дека можеме да живееме на некој начин на долги стази, но се појасно ми станува дека се си доаѓа да си наплати. И начинот на кој размислуваме и она што му го даваме на светот, не можеме да му даваме на светот едно нешто, а да очекуваме нешто друго за возврат. Не може. Дали живееме во општество во кое доминира дволичноста, лицемерието, апатијата? Интересна работа е. Живееме во свет со многу алатки кои ни овозможуваат да се запознаеме себе си одблиску. Имаме разноразни алатки за тоа, но сепак чувствувам како да постои некоја игнорантност поголема од било кога. Луѓето едноставно не се заинтересирани ни себе да се запознаат, а камоли да го запознаат другиот. Верувајте, има луѓе кои што живеат под ист кров со години и не се познаваат. Не се познаваат суштински. Тие живеат ист биоритам, делат ист кров, седат на иста маса и јадат заедно, меѓутоа не се познаваат. Луѓето едноставно имаат некоја мрзеливост кога станува збор за љубопитноста и за поставувањето на прашање и учењето на нешто ново. Јас тука го гледам најдлабокиот проблем. Многу ретко сретнувам љубопитни луѓе. Скоро и да љубопитни луѓе за нови информации, за нови вистини, за нови видици, многу ретко ги сретнувам и мислам дека човек кога престанува да биде љубопитен, само пасивно живее, наблюдува, ништо не впива, ништо не учи, не расте. Кои се причините за ваквиот модел на помалку општествена декаденција? Мислам дека сите се соочуваме со сето она што го трупаме со генерации наназад под тепих, хајде така да речем. Генерацијски си ги пренесуваме траумите, стравовите и убедувањата, здраво за готово си ги пренесуваме. Новите генерации, ако не ги предизвикаат старите шаблони, само ќе си ги пренесат на следните генерации. И тоа значи дека само сме наследиле еден шаблон што не сме ни сигурни дали функционира за нас и пасивно слепо сме си го пренеле на следните генерации. За мене да се биде свој човек, значи да го прибереш она од твоите претходници што ти одговара, што функционира за тебе, но и да го оставиш тоа што не ти одговара и да создадеш нешто ново. Тоа значи дека си оставил некој свој печат. Инаку само си го проживеал истиот шаблон и гледам дека огромен број на луѓе ја прават таа грешка пак поради дефицит на љубопитност и заинтересираност за нешто ново. Како е да се живее и да се работи како инфлуенсер во Македонија? Како инфлуенсер во Македонија, конкретно од моја гледна точка, јас ова што го работам денес на некој начин го правам и целиот свој живот, само што се пренесуваме, односно се преместуваме од дигитална алатка на дигитална алатка која што е моментално актуелна. Јас започнав со моите книги, потоа се префрлив на Facebook, па сега сме на Instagram и така расте нашата заедница. И тоа е некако некој логичен напредок. Јас сакам и сметам дека е умно да се искористат сите можности кои што ни се нудат, за да по-блиску и по-креативно на крајот од денот комуницираме со нашата публика. Јас така го гледам Инстаграмот и го гледам како можност да оставам некој свој печат за нешто што мене ми е значајно, да поставуваме некои нови прашања,
да рушиме некои стереотипи, да бидеме малку поотворени, похрабри и да на крајот од денот изградиме некоја заедница која каде меѓусебно ќе се охрабруваме и мотивираме. Така што мене лично ми е многу убаво во моја кожа од тој агол и не би го правила тоа да не наоѓам искрена среќа и задоволство. Следите 3 гости во емисијата разговараме на отворено и отворено со Ксенија Николова, писателка, инфлуенсерка. Ксенија, како се справувавте со голготата по секој неуспешен инвитро обид? Запаѓавте во депресија, бидејќи најдов некои податоци дека неколку месеци сте се справувале и со депресијата меѓу Тоа беше претходно. Јас имав тежок период во моите 20 години кој беше пред се ова да започне и беше од сосема некои други, ајде да кажам, извори и причини. И тој тежок период го наминав и среќна сум што ми се случи пред се во ова, затоа што веќе изградив свој штит за многу работи и некако многу позрело влегов во оваа борба која што тогаш не знаев дека ме очекува. Така што не, во борбата не ме бутна во тој агол, во таа дупка повторно, но секако дека ме здрма на многу начини и ми го разбранува животот неочекувано. Но истовремено и ми даде многу нови сознанија за себе. Тоа е всушност и поентата на секоја борба и сакам така секоја жена, секој пар тоа да го гледа, дека имате необична можност да се запознаете себе си на еден поинаков начин, да откриете колку сте всушност силни, а не сте знаеле. Секако да си ги тестирате и партнерските релации и вашата хармоничност, вашата поддршка, вашето пријателство, затоа што тоа е еден голем тест. И да верувате дека се доаѓа тогаш кога треба и дека и вашето време во оваа напредна медицина во која што живееме, верувам и навивам да дојде, така и за себе. Како беше вашата реакција после секој неуспешен обид по инвитрото? На крајот од денот секогаш беше одиме понатаму, затоа што јас никогаш не ја сватив таа борба како мојата единствена димензија на мојот живот. Јас навистина имам многу други димензии од мојата личност, која сум, и секогаш гледав на тоа се што имам и колку сум благодарна за сето она што сум. И секако животот не застанува. Да, беше многу тешко, се чинеше дека само на нас не се случува, нели таква е таа борба, се прашуваш зошто јас и на моменти се чувствуваш изолирано, но истовремено зборувајќи јавно сум се поврзала со толку многу жени кои што го поминуваат, тоа се еден огромна бројка, тоа е веќе статистички гледано, мислам дека секој шести пар или секој четврти, не знам која е најновата статистика. Така што веќе ние сме заедница во тој поглед и не можам да се чувствувам никако поинаку освен да верувам дека треба да се продолжи понатаму и дека нашето време ќе дојде. Дали всушност храброста и средината ви даваше на некој начин кураж да издржите во сите овие предизвици? Како не? И личноста која што сум, личноста во која што се имам изградено, ми овозможи да ова не само што го издржам, туку и извлечам една поука од себе, ова една порака и ја испратам таа порака во мојата заедница, која несомнено ја имам па и најмногу за тие работи. Значи, зашто ми е мене мојата заедница, ако не е за да испраќаме вакви круцијални, важни пораки, да рушиме некои бариери. Мене ми е особено драго кога гледам дека се повеќе луѓе зборуваат отворено на оваа тема. Тоа не беше така пред неколку години, многу се молчеше, ова беше тема можеби ретко допрена или можеби и недопрена во јавноста. Така што мислам дека мораме да ги правиме тие чекори на секоја тема за луѓето, особено жените, не се чувствуваат сами, затоа што има многу жени кои што живеат и во помалите градови, кои што се осамени, изолирани, неразбрани од својата средина, па многу често и обвинувани за товарот кој што мораат да го износат, не баре се виновни. И мислам дека во име на сето тоа ние мораме да зборуваме и отворено и да се охрабруваме. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата.
Тука го завршуваме ово издание на ТВ магазинот Трилинг, Омнибус на теми и соголници. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk. Пријатно!